Благодарам, почитувана председателке. Во однос на предложениот амандман, како што го образложи претходно колегата, она што сакаме да го напоменеме е дека со вака предложеното законско решение за намалување на ДДВ-то од 18 на 5% е привремено решение со кое што на граѓаните однапред им се најавува дека треба истите да бидат подготвени, дека во 2022 после 30 јуни ќе имат зголемување на сметките за електрична енергија, а секако и истото ќе го доживеат и во 2023 година после 30 јуни. Односно, согласно предвидената динамика на зголемување, односно враќање на ДДВ-то од 18 повторно на 18 е некаде за 2 години. Тоа е период за кој што на граѓаните им се наговестува дека со интервенирање во приходите на буџетот преку ДДВ-то, односно намалување на ставката за ДДВ-то, истата ќе бидат нивелирани сметките во овој период. Меѓутоа, ова не значи дека сметките за електрична енергија ќе се намалат, туку се зголемува цената на електричната енергија. Што значи тоа? Со поминување на овој така наречен грейс период кој што е предвиден овде, автоматски од сега им е најавено дека истите после 30 јуни 2022 ќе добијат зголемени сметки, а истото ќе им се случи и после 30 јуни 2023 година. Со предложениот амандман ние предвидуваме да истите не се најдат во ваква ситуација, односно да покачувањето, односно нивелирањето на цената на електричната енергија се усогласи согласно пазарните вредности кои што ќе бидат во дадениот момент на електричната енергија која што ја набавуваат генералните снабдувачи и универзалниот снабдувач од кој што истите користат. Што всушност значи тоа? Од една страна можеме да заклучиме дека станува збор за приходи кои што се намалуваат во буџетот, а истовремено можна е злоупотреба од страна на генералните, односно универзалните снабдувачи, бидејќи истите приходи ќе одат токму кај нив. Ова е ставката, односно ова е намерата со која што настапуваат колегите, а ние ова го предвидуваме да нема последици по крајните потрошувачи, односно најмногу по домакинствата, иако и претходно имавме амандман за кој што зборува колегите во однос на тоа дали треба да се применува само кон домакинствата или и кон правните лица. Истиот секако е неприфатлив за владеачкото мнозинство, бидејќи доаѓа токму од опозицијата. Сакаме да побараме поддршка за овој амандман, иако министерот се произнесе дека е неприфатлив од колегите, за да можеме да ги заштитиме граѓаните во периодот кој што ни следува. Со сите оние загуби во државните предпријатија кои што се задолжени за енергетика, од суми кои што беа оставени со приходи и добивки од над 30 милиони евра, за да во дадениот момент се со загуби од над 20 милиони евра, односно лицата кои што ги раководат овие јавни предпријатија направиле дупка во работењето од вкупно 50 милиони евра за неполни 3 години. Ова е тоа што го зборуваме и за огромните јавни набавки, скандалозни кои што се случуваат таму и перење на пари. Класичен пример за испомпување на буџетски пари од државните, односно од буџетот на Република Македонија во приватните фирми, а секако во приватните фирми кои што се блиски до актуелната власт. Затоа замолуваме да овој период на нивелација да не го почувствуваат граѓаните однапред, да имаат предвидено дека ќе им се зголемуваат сметките во 2022 и 2023. Да, образложение дека можеби до тогаш и електричната енергија можеби ќе има пониска цена. Да, но со предложениот амандман е предвидено и тоа. Токму е врзана цената на крајниот потрошувач во однос на ставката на ДДВ и цената која што универзалниот снабдувач ја доставува до крајниот потрошувач. Затоа уште еднаш бараме да го поддржите овој амандман, се со цел да им излеземе во пресрет на граѓаните, бидејќи и како имаме ситуации во кои што се директно погодени со зголемување на ставките и на
основните продукти, инфлацијата која што е предвидена, а секако и на најавената така наречена еколошка такса која што ја најавувате, ќе ги погоди директно сите граѓани и основниот буџет на секое семејство ќе биде повеќекратно намалено. За тоа, згора на тоа, да истите средства бидат пренесочени во приватни џебови. Од овде сакам да завршам и да уште еднаш да ве замолам за поддршка за да не бидат погодени самите граѓани. Благодарам.